Финансиските податоци за 100 најголеми работодавачи во компаниите од приватниот сектор се алармантно лоши, зашто секоја осма од нив била во загуба. Во нив влегуваат и најголемите, за кои се смета дека се стабилни и кризно отпорни, како што велат економистите, на еднакво ниво со пирамиди. Но 12 од 100 најголеми компании во кои работат 5800 работници, лани имале загуба од 28 милиони евра. По сектори, најголема загуба покажало градежното предпријатие Бетон, кој поради лошата финансиска состојба на продажба го стави елитниот хотел во Охрид. Загуби милионски минус во евра за прв пат покажаа и две коцкарници, како и компании од автомобилскиот сектор. Освен овие, она што за источниот регион е важно е дека кризата добро удри во текстилството и кожарството. Само една фирма со над 400 вработени пријавила загуба од 517.000 евра во кожарството. Загубите во последните години веќе се нормален дел од работењето. Текстилната индустрија не може да биде мимоидена од овие случувања. Има веќе затварање на компании. Една компанија во Скопје, која што вработуваше 200 вработени, се затвори. Постојано се, мислам од наша страна како кластер, постојано ги известуваме надлежните органи дека навистина има проблеми во оваа индустрија и дека оваа тенденција само ќе доведе до комплетно блокирање на текстилната индустрија. Но она што навистина може да биде економски болно е состојбата со рудникот Бучим. Лани компанијата книжила 335.000 евра загуба, а сега поради високите струјни сметки и организацијско рекомпонирање, производствен процес нема. За сега без загуби, но со проблеми се и други големи компании и прашање е како и дали ќе преживеат. Сите заедно тие го очекуваат владиниот пакет мерки кој треба да биде отворен на 28 септември.